Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. На денешен ден, пред точно 2 години, ја остваривме една од двете клучни национални стратешки цели, станавме полноправна членка на НАТО алијансата. 2 години безбедни, сигурни и силни. Македонското знаме гордо се вее пред седиштето во Брисел, а македонската армија е рамо до рамо со најсилните армии во светот. За жал, периодот со воената агресија врз Украина и загрозувањето на нејзиниот суверенитет се покажа колку безбедност и сигурноста на граѓаните може лесно да биде загрозена. Но истовремено, тоа ни покажа колку е важно тоа што Северна Македонија е членка на НАТО. Благодарение на тој успех, денес нашите граѓани може да бидат спокојни затоа што ја уживаме заштитата на НАТО алијансата. Во услови на безбедностна криза гледаме колку е важно членството во НАТО. НАТО значи безбедност и сигурност, неповредливост на границите и територијалниот интегритет на државата. Од денешна перспектива се потврди дека политиките на ВМРО-ДПМН да ги блокира одлуките во собранието, референдумот и договорот од Преспа беа погрешни и на штета на државата. Христијан Мицковски му беше тешко да аплодира во собранието при ратификација на членството во НАТО, но и покрај обструкциите и деструктивноста на опозицијата успеавме и остваривме нашата стратешка цел, заедно со граѓаните, со сите демократски сили во општеството. Како што го остваривме членството во НАТО, така ќе ја реализираме и втората наша стратешка цел. Тоа е членството во Европската унија. Со Социјалдемократскиот сојуз на државата оди напред и како државнотворна партија продолжува да ги реализира нашите заеднички стратешки цели. Ви благодарам.